Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во Е-училница на часот по македонски јазик за прво оделение. Јас сум наставничката Марина. Денеска ќе обработуваме многу интересна приказна, но што треба да научиме на овој час? Да умеете активно да слушате, разбирате и доживувате содржина и порака на приказна. Да се изразувате со целосни реченици, да одговарате на прашања поврзани со текстот и нормално да ги сакате приказните. Ајде на почеток да размислиме. Ке имаме една активност со сликички и вие ќе треба да погодите за која приказна станува збор според сликичките што ќе ги видите. Ајде размислете. Ова е првата сликичка. Дали ги препознавате ликовите во оваа приказна? Знаете ли за која приказна станува збор? Така е, деца, доколку одговоривте Снежана и 7 џуџиња, тоа е точниот одговор. На втората сликичка гледаме една убава принцеза, облечена во син фустан. Дали препознаваме кој е овој лик и која е таа приказна? Токму така, тоа е приказната за Пепелашка. Следи една сликичка на која што гледаме девојченце облечена во црвено капче, а до неа го гледаме и страшниот волк. Дали погодуваме за која приказна станува збор? Така е, деца, тоа е приказната Црвенкапа. И на последната сликичка гледаме една заспана принцеза, а над неа стои лошата вила. Ајде помислете, која е оваа приказна? Од која приказна се овие два лика? Размисливте? Да, тоа е приказната за заспаната убавица. Ние денес исто така ќе обработуваме една приказна, многу интересна за едни 3 интересни прасиња кои што ќе имаат своји случувања во оваа приказна. Она што сакам да ви го кажам пред да почнам да ја читам приказната, да бидете многу внимателни и активно да слушате, затоа што во текот на приказната ќе ви поставувам прашања. Многу одамна на една фарма си живееја повеќе семејства прасиња. Еден ден таткото ги собра сите прасиња и им рече: дојде време најголемите прасиња да тргнат по својот пат и да станат големи прасиња. Темелко, Бушавко и Палавко беа многу среќни што најпосле ќе можат сами да живеат, да се забавуваат и да се грижат за себе. Следниот ден, рано наутро, се подготвија за долгото патување. Си ставија нарамо по едно стапче и на него по една бовча со слатки и овошје. Се поздравија со сите и тргнаа по патеката низ шумата во потрага по ново живеалиште. Пешачеа напорно цел ден. Вечерта стасаа до една прекрасна зелена ливада. Бидејќи беа многу уморни, легнаа на тревата и веднаш заспаа. Утрото ги разбуди жешкото сонце и веднаш посакаа да играат. Цел ден се бркаа, се тркалаа низ ливадата, се капеа во поточето, не водејќи сметка за времето. Сега овде ќе се станеме и ќе размислиме.
што можеме да претпоставиме? Што ќе се случува понатаму во приказната? Дали знаете, ученици? Што ќе прават трите прасиња? Дали повторно ќе се играат и наредниот ден? Или пак ќе прават нешто друго? За да дознаеме, ќе продолжиме и понатаму со оваа приказна. Тогаш најголемото прасе, Темелко, им рече на своите братчиња дека треба да се изградат куќа за да се заштитат од волкот. Но Бушавко и Палавко не размислувале како него и си продолжиле со играње. Додека Темелко сам се мачел да направи цигли од кал, со кој потоа почнал да си ја зида својата убава цврста куќа, двете прасиња само го гледале и му се подсмевале, деца. Овдека пак ќе застанеме. Ајде да размислиме, ајде да претпоставиме. Што се случило понатаму во приказната? Дали Темелко продолжил да гради, а дали неговите братчиња се уште му се смееле или пак и тие почнале да си градат своја куќичка? За да дознаете, треба многу внимателно да ја следите приказната и понатаму. Во еден момент Бушавко застана и рече: ако размислам добро, Темелко е во право, но јас не сакам да се заморувам колку него и затоа јас ќе си направам куќа од гранки. Бушавко собра гранки, ги врза и додека да трепнеш, веќе ја заврши куќата. Палавко само го гледаше, смеејќи му се. Кога сонцето зајде, Палавко остана сам и тогаш свати дека само тој нема куќа. Затоа отиде на ливадата, насобра слама и за час си направи куќа во која се чувствуваше убаво и топло. Но не помина долго време и Палавко слушна тропање на вратата. Кој е? Праша Палавко. Волкот, отвори прасенце да видиш што имам, му рече волкот. Нема да ти отворам, рече Палавко, кој беше преплашен од волкот. Стоп! Овдека пак ќе застанеме да размислиме. Ајде, деца, да видиме. Што се случило понатаму во приказната? Ајде да претпоставиме. Дали Палавко ја отворил вратата на волкот? Или пак можеби волкот влегол со сила? За да дознаеме, треба да слушаме и понатаму. Тогаш волкот почна силно да дува и за час куќичката од слама се распадна. Палавко преплашен потрча да се скрие кај својот брат Бушавко, но волкот дојде и таму. Тогаш повторно почна да дува и куќичката од гранки исто така се распадна за кратко време. Палавко и Бушавко останаа надвор. Беа преплашени од страшниот волк и со трчање отидоа кај Темелко за да се засолнат. Стоп! Ајде да размислиме. Ајде да претпоставиме. Што се случило понатаму во приказната? Дали Палавко и Бушавко успеале да се засолнат кај Темелко? Дали сите три прасиња успеале да се спасат од страшниот волк? За да дознаеме, да бидеме трпеливи и да ја дослушаме приказната до крај. Кога влегоа кај Темелко, повторно го слушнаа истиот глас кој ги повикуваше надвор. Но трите прасиња му рекоа дека нема да излезат. Тогаш волкот почна повторно да дува
и тоа се посилно и посилно. Но што повеќе дуваше, повеќе се изморуваше, а куќата не се распаѓаше. Тогаш волкот се качи на покривот за да проба да влезе низ оџакот. Трите прасиња поставија котел со врела вода и кога волкот се спушти низ оџакот, падна во врелата вода. Силно вресна од болка и веднаш избега во шумата, додека прасињата го гледаа и се смееја. После кратко време, Темелко ги погледна двете прачиња и им рече: ветете ми дека од сега натаму ќе се однесувате како добри, големи и одговорни прасиња. Палавко и Бушавко засрамени си ја признаа грешката, силно гушкајќи се со Темелко. Од тогаш сите три среќно си живееја во зиданата куќа, а волкот, деца, никогаш повеќе не дојде. Драги ученици, дали ви се допадна приказната за трите прасиња? Па да, нормално. Така е, ова е убава приказна која што не учи на многу корисни работи. Што мислите? Што може да не поучи оваа приказна? Дали треба да бидеме како Палавко и по цел ден да си играме, или пак да бидеме како Темелко и да бидеме многу трудолюбиви и вредни? Оваа приказна, деца, може да не поучи дека секогаш треба да бидеме послушни, вредни и одговорни. Да си помагаме и редовно да се ги извршуваме работните задачи. Затоа што, како што вели една народна поговорка, работата го краси човекот, а мрзата го гнаси. Се согласувате ли, дечиња, со оваа поговорка? Доколку многу работиме и си ги извршуваме своите обврски, ние само така ќе постигнеме успех. А доколку сме мрзеливи како Палавко и по цел ден си играме, не можеме да успееме, деца. Затоа треба секогаш да бидеме вредни. Сега следи една активност, еден квиз на знаење, за да видиме дали сте запамтиле она што се случуваше во приказната, што се зборува во оваа приказна, дали запаметивме нешто од содржината на приказната. Јас ќе читам 3 одговори. Оној одговор кој што ќе сметате дека е точен, ќе размислите, а овде на слайдот ќе се појави смајли за точниот одговор. Првото прашање. Ликови во приказната се трите прасиња и волкот, под А. Под Б. Волкот и јарињата, или пак под В. Прасињата и лисицата. Ајде размислете, кој е точниот одговор? Кои се ликовите во приказната? Доколку размисливте дека е тоа под А, ликови во приказната, дека се трите прасиња и волкот, вие точно сте размислиле. Продолжуваме понатаму. Имињата на прасињата во приказната се под А. Бушавко, Спанко и Палавко, под Б. Темелко, Палавко и Бушавко, или пак под В. Темелко, Бушавко и Спанко. Што мислите? Кој е точниот одговор? Под А, под Б или под В? Ајде размислете. Така е, доколку одговоривте под Б, Темелко, Палавко и Бушавко,
Вие одговоривте точно. Тоа се на имињата на прасињата во оваа приказна. Продолжуваме со третото. Темелко направил куќа од под А слама, под Б гранки или пак под В цигли. Што мислите? Од што ја направил Темелко неговата куќа? Дали од слама, дали од гранки или пак од цигли? Доколку одговоривте под В цигли, вие сте одговориле точно. Волкот најпрво тропнал на вратата од под А Палавко, под Б Темелко или пак под В Бушавко. Ајде, размислете. Кој е точниот одговор? Под А, под Б или пак под В? На чија врата тропна волкот најпрво? Така, доколку одговоривте Палавко, вашиот одговор е точен. Петото прашање. Волкот паднал од оџакот во, што мислите? Под А котел со врела вода, под Б тава со масло или пак под В корито. Во што падна волкот кога се качуваше на покривот и влезе во оџакот? Така е, ученици. Точниот одговор е под А. Волкот паднал од оџакот во котел со врела вода. И ни останува последното, шестото. После заминувањето на волкот во шумата. Под А. Трите прасиња останале да живеат заедно во зиданата куќа. Под Б. Се вратиле кај своите родители или пак под В. Направиле нова куќа и во неа живееле. Што мислите, драги ученици? Кој е точниот одговор? Ајде да размислиме. Така е. Трите прасиња останале да живеат заедно во зиданата куќа. Браво за вас и за точните одговори. И сега останува да ја дадеме задачата за дом. За дома имате да изработите 3 куќички на трите прасиња. А потоа трите прасиња и волкот. На крај треба да ги прикачете изработките на дрвени стапчиња. Оние дрвени стапчиња што ги имаме на сладоледите. Треба да се ја раскажете приказната дома со помош на вашите родители. И на крај да се ги поделите улогите со членовите од вашето семејство и да си направите една интересна и убава куклена представа. Што ќе ви треба за изработките? Потребен материјал: хартија во боја, колаж, материјал од текстил, дрвени боички, фломастери, лепак, чачкалици, тенки мали гранчиња и дрвени стапчиња. Сега имаме овде неколку примери и идеи за тоа што треба да го изработите. Ајде да видиме, овдека имаме изработени 3 куќички кои што можете да ги изрежите доколку сакате за да ви биде поинтересна куклената представа. Имаме пример на модели на 3 прасиња и на волкот. Исто така имаме 3 прасенца кои што се прикачени на дрвени стапчиња. И овде имаме 3 прасиња. И на крајот исто така последниот пример на сликичка е со изработени 3 куќички на трите прасиња. Ви посакувам успешна работа и
се надевам дека на следниот час ќе раскажете како си направивте куклена представа во вашиот дом. Ви благодарам на вниманието.